На случајто во студиото дојде мојот следен гостин. Добро утро за Димитар Николовски, кој што е извршен директор на Евротинг во Скопје, една од невладините организации која што експертски се занимава со нашата интеграција во Европската унија или она што така се нарекува од интеграцијава некако под застана сопре се закочи, па сега ќе видиме дали ќе се откочи. Вчера, Никола, добро утро, прво се извинувам. Добро утро, ви благодарам на поканата. Офанзивно влегувам од здравство во Европска унија. Динамично утрински. Така е. Европската унија обично кога ќе излезеше со овие извештаи беа главната вест во медиумите во Македонија. Бидејќи од 2005 година сме земја кандидат, изгледа веќе и се заборивме од сето тоа, бидејќи гледаме дека тие извештаи конечно не резултираат со тоа што сите го сакаме и го очекуваме. А од друга страна излеговме од прв круг на избори и се уште владее шокот околу тоа кој што добил изгубил. И мислам дека и овие што добија се подетово шокирани како и овие што изгубија. Сепак, каква е годинава оценката на Европската комисија за тоа што го прави Македонија, а потоа и Балканот, а можеби истовремено, во смисла на патот на интеграцијата во Европската унија? Па за почеток можеби само да продолжам на наративот кој го почнавте, тоа дека во изминатите години се сеќавам, иако јас не бев нон-стоп тука, дека тоа беше еден настан, излегувањето на прогрес репортот и се имаше претходно, па дали ќе доцне, дали лани беше порано, па подоцна. Се мереа зборовите, запирките. Така, да. Па се слушаат луѓе од разни организации, коментираат дали оваа тема ќе влезе, дали она. Сега тоа навистина е многу спласнато, интересот, значи не е веќе така голем настан како што беше. Би го поврзал со тоа што, како и вие што рековте, замореност една од целата тема, поради тоа што и не многу ново се случува во овие прогрес репорти од кога имаме добиено препорака за отварање на преговори. Какви се оценките директно за, бидејќи гледам збирните оценки од прилика се сведуваат на еден новински наслов кој што и утрина го прочитав, дека Северна Македонија продолжува со заекнување на демократијата и владењето на правото, но и уште има многу да се работи во одредени области. Прогрес репортот прикажува прогрес за Македонија минатата година? Па да, покажува, значи најчесто оценките се moderate и some progress, значи среден прогрес и одреден прогрес. Многу малку има каде што нема никаков прогрес. Така да кажам каде би можело тоа е дел и од новата методологија во смисла на тоа да се оценуваат сега многу поконкретно во одредени категории начинот на кој што се подобруваат или регресираат работите. Така, да, значи тоа се одредени кластери, 6 кластери се поделени сите поглавја. Например, во однос на изборите има критика дека недоволно се имплементираат преко препораките од ОДИХР и Венецијанската комисија. Тоа главно се работи за законски аспекти. За законски аспект. Тоа треба да појасниме, бидејќи нема забелешки за тоа како се изведуваат или забелешките се и тие што и ние ги знаеме. Но нема суштински, туку се законските аспекти. Апсолутно, значи ненавремено и недоволно консултативни промени во законските одредби, исто така за гласачкиот список. Старата болка кој е стара болка, да. Значи повторно не е ништо ново. Има критики за прекомерната употреба на европското знаменце и на таа забрзана процедура. Па тоа се разбира, политичка е целата работа, тоа го знаеме и од претходната и од оваа власт. Не, так. Морам да кажам дека не успеав да разберам, има некаква критика за слободата на изразување. Зашо точно се работи, бидејќи не успев да разберам, има критика дека недоволно напред се оди брзо и во остварување слободата за изражување. Ја мислам дека овдека барем таа работа ја апсолвиравме веќе неколку години назад. Па да, јас се согласувам со вас и не можам ни јас тоа да го објаснам. За жал не можев ни од синоќа детално да го прочитам целиот извештај па да навлезам подлабоко на таа тема, меѓутоа секако мора да разбереме дека нашата перцепција ние тука дали како медиум или како граѓанско општество која имаме не секогаш соодветствува и со перцепцијата која имаат од Европската комисија. Добро, да кажам, бидејќи таа тема и нас не допира, мислам дека во суштина, ја не знам дали некој може да се пожали во Македонија дека, добро, ако се мисли на државната, јавниот сервис, да кажем МРТВ, тие забелешки стојат бидејќи се стари и таму реформите така, тоа е константно. Можеби на тоа се однесуваат. И второ,
сепак на крајот на криштата во овие области ресурсите се многу важни, а Македонија е мал пазар и медиумските ресурси, рекламните ресурси се катастрофално мали. И мислам да не прашаат како се снаоѓаме, бидејќи јас знам мои колеги што прават во Британија, по Америки, по Европи и така натаму, и како живеат, и таму не е лесно, во смисла но пазар има, па дури и на 100 километри од нас. Ако ми дозволиш, Никола, јас би ја побарал колешката... Си извинам, Димитар. Тоа е тоа. Утрински брифинг, така што... Чомовски е заразен со овој вирусов за пренесување на збунки околу него. Димитар, ако ми дозволиш, Тања Милеска би ја вклучила од Брисел, бидејќи Тања сепак ќе ни каже најнови импресии. Вчера имаше Вархеј свој настап, имаме веќе рефлексии по медиумите утрински околу тоа. Тања, добро утро. Не си веќе во центарот на вниманието како дописничка на МИА од Брисел, бидејќи се плашам дека потисната е оваа тема со европскиот редовен извештај и ја ставила малку на маргините во однос на се друго што се случува во Македонија. Сепак, што се случи вчера во Брисел и какви се твоите впечатоци за новиот извештај на Европската комисија? Приоритет, пака и тука никого не го интересира баш што се случува со проширувањето. Станавме европейци, да таа тема сме интегрирани. Во втор план вчера имаше судир меѓу комисијата и полскиот премиер, тоа е главната тема тука околу владењето на правото. А што се однесува до она мала ниша луѓе што се интересираат за проширувањето, има доста позитивен фидбек за работата на Европската комисија, во смисла дека за прв пат гледаме еден многу посилен вокабулар, поготово за Македонија во извештајот. Мислам дека и Вархеј самиот и пред парламентарците и на пресконференцијата јасно кажа дека Албанија и Македонија не треба да се двојат, дека мора да до декември да се одржат тие први меѓувладини, дека мора да се убедат земјите во Советот, дека кредибилитетот на ЕУ е во прашање. Така што има една засилена реторика од страна на Европската комисија, ама како и секогаш знаеме дека крајната одлука не ја носи комисијата, ја носат земјите членки и повторно сега треба да се види во изборни периоди сме и ние и Бугарија. Дали ќе се оствари желбата на Вархеј, не знам. Тања, додека си на линија, бидејќи конфликтот на Европската комисија и Европската унија со Полска е навистина станува многу заострен. Го следам тоа и вчера во Европскиот парламент. Фон дер Лајен имаше еден тежок настап каде што мнозинството големо од пратеници ја критикува за тоа дека недоволно се занимаваат со практично фундаменталната несогласност на Полска со она што треба да биде Европската унија, а тоа е суприматот на Европскиот суд во однос на локалното законодавство, бидејќи пољаците влегоа сегашната влада, овие луѓе кои што там го водат тој режим, влегоа во едно редефинирање на самостојноста на судовите и особено не сакат. Слично на Брекзит. Брекзит беше суштината повторно на тоа. Што се случи на таа тема, да те искористиме додека си веќе на телефон? Ајде, искористиме. Не е како Брекзит, не се сложувам со тебе тука, затоа што Полска јасно кажа дека не планира да излегува од Европската унија. Меѓутоа, Полска сака да го редефинира начинот на кој што функционира Европската унија, односно, нели, простам дека европското право нема примат врз националното законодавство, врз уставот по секоја цена, како што е случај сега. И сега говорот на Фон дер Лајен беше многу силен. Повторно се враќаме на истото, реториката на Европската комисија се засилува, меѓутоа на дело, оние механизми што ги има Европската комисија на располагање во однос на Полска, не ги користи, упорно ги одлага. До сега требаше, например, да го активира тој механизам за условување на фондовите за Полска, не го активира, пошто членот 7 од повелбите на ЕУ секако тој таа нуклеарна опција не доаѓа во предвид. Да објасниме само, се работи за фондовите кои што се во милиарди, кои што се даваат на Полска редовно годишно,
Така. за овој recovery фонд после пандемијата, Така. па ја и не знам колку, ама во случајот на Полска мора да се десетици милиарди евра во прашање. Многу се, не знам јас точно бројка, морам да ти признам, не планирав за ова да збориме, не проверив, ама да, многу пари се прашање. Сега истовремено, сега ќе видиме, самите имаме во четврток и петок, ќе има судир, јасно е меѓу полскиот и холандскиот премиер пред се, и другите земји членки, но интересно е дека Франција и Германија не заземаат став тука, а Полска планира да го доведува во прашање и целата зелена политика, она еколошка политика на Европската унија поради зголемувањето на цените на енергијата, така што ќе биде интересен овој представен самит сега во четврток и во петок, но судирот, политичкиот судир меѓу земјите од Источна Европа, знаеме нели Унгарија дека ја брани Полска, ќе биде интересен, но за да се вратам на прашањето твое, комисијата може многу повеќе, но не прави повеќе за сега. Да, благодарам Тања, како и секојаш многу корисни и фришки, што викаат, фришки информации од Брисел, а јас продолжувам со Димитар. Димитар, води Европа една дебата за самата себе, гледаме дека таа дебата е повремено хаотична, повремено фундаментално недоразбирање околу тоа што треба да бидат вредностите и идеалите на Европската унија, организација која веќе не знам колку децении постои, а кај нас и паралелно се одвиваат и веќе првиот круг најавува голема промена во локалната самоуправа, а потоа ќе растат и притисоците за воени избори во Македонија и така натаму. Колку е европската тема важна во македонската политика се уште? Што се вашите проценки? Има ли овој процес на интеграција директно влијање, овие преговори со Бугарија, кои веќе не се ни преговори, не знам како да ги наречем, колку тоа влијае на домашната политика? Па, апсолутно влијае, затоа што веќе со децени нашата политика е сосема ставена во тие рамки на европските интеграции. Така да мислам дека секоја законска измена се гледа низ таа призма. Така да не би рекол исходот, но ете како се влече тој процес со Бугарија, со тие преговори, секако дека има врска и со исходот кај изборите тука. Од една страна има луѓе кои сметаат дека власта ја предала нацијата со тоа што влегува, од друга страна дека можеби малку е премногу попустлива, или дека едноставно не знаат како да го тераат тој процес. Така да сите тие фактори имаат врска со тоа како гласачите гледаат на власт. Интересно е тоа, бидејќи обично во претходните изборни сезони нашата инсуфициенција, недостаток од реформи биле фактор во внатрешната политика, а сега недостатокот на Европската унија се претвара во факторот по кој ние не сме виновни, а и кој знае што ќе биде кога ќе се промени власта, ако се промени по сите овие прашања за кои што расправа и извештајот на Европската унија. Па да се навратам само малку на прогрес репортот во однос на прашањето. Секако се нотира потребата од тие подобрување на билатералните односи и затворање, меѓутоа интересно е дека тој шифт кој се гледа во Бугарија од некои прашања за историски и културен аспект се префрлија на прашања за човекови права и малцински права, меѓутоа во овој репорт тоа не се гледа, иако според новата методологија треба индивидуалните земји членки и амбасадите да бидат повеќе вклучени со свој инпут. Гледаме дека тука не успеала бугарската страна да го внесе тоа во прогрес репортот, дека се прекршувани правата. Тоа и јас го констатирав пред месец-два, дури предложи Артен Груби да им го пратиме таму за како водач на едно општество за сите концептот, да им објаснува бугарите докаде е Македонија стигната со малцински права или со права на заедници кои што не се во мнозинство, а докаде се бугарите стигнати, бидејќи мислам дека на таа тема ние имаме апсолутна комоција за вин-вин ситуација што се однесува до тоа. Многу земји дури од Европа, не многу, би рекол, има земји кои што можат да ни подзавидат на тоа како овде кога ги решаваме со многу проблеми, се разбира, тие прашања, бидејќи се работи за процес. Добро, Димитар, да заклучиме на крајот, бидејќи во суштина Европската унија останува да биде важен фактор во целата оваа домашна македонска приказност, и последните анкети што ги гледав на јавното мислење покажуваат пад
па може би сосема нормална темата, но сепак доволно мнозинство од македонски граѓани се заинтересирани за таа тема. Да, значи се забележува некој пат ние планираме една анкета следниот месец каде што повторно ќе го премериме тоа. Кај други истражувачи сме виделе дека има пат, меѓутоа повторно тој пат е да кажем се задржува мнозинството на граѓани кои гледаат позитивно кон Европската унија, иако се веќе заморени, меѓутоа морам да истакнам дека во некои наси истражувања не квантитативни, значи не се тоа анкети, туку се фокус групи, а гледаме некое барање кај граѓаните дека можеби треба да се откажеме од надежта, века во скоро време би можеле да пристапиме кон Европската унија и треба да погледнеме некои други модели на поврзаност со Европската унија. Значи повторно не би рекол не е популарност на некоја Евроазиска унија, не е нешто такво со кое обично сакаме да ја заплашуваме Европската унија, туку дека треба да се гледа некаков друг асоцијативен статус и добро, поврзаност. затоа е овој Отворен Балкан иницијативата, предпоставувам, овдека во студиото неколку пати разговараме со неколку соговорници за Европската економска заедница, ова Association што постои, неги Норвешка, Швајцарија, Луксембург, кој се таму и така на Исланд. Меѓутоа нема никаква суштинска замена за тоа што би требало да биде за членувањето во Унијата, а ова другото е секако потребно. Гледам дека на пример дури и оние во регионот земји кои што како што е Црна Гора, како што е Косово, кои што дури се спротивставуваа на идејата на Вучиќ, Заев и на Рама за па таа е германска идеја повеќе за Отворен Балкан, дека почнуваат да размислуваат за приклучување. И дека тоа веројатно е процес кој што не може да се ниту сопре, ниту пренебрегне на овој пат. Добро, Димитар, ти благодарам за оваа оценка на Европската комисија извештајот. Морам да ти кажам дека не сме во центарот на рефлекторите на политичката јавност. И што е можеби мало освежување. Бидејќи овдека европските комисари било од секојаш главна вест која ќе дошле, а сега повеќе не е така. Да. Благодарам за ова.